Покрај бизнис способностите и предприемничкиот дух, внукот на Али Ахмети Дрин бил и иноватор. За неговите иновации, тој од Фондот за иновации добил 2 гранта во вкупен износ од 82.000 евра, објави порталот МКДМК. Младиот Дрин Ахмети на минато неделната конференција за медиумите, каде ја правдаше купопродажбата на бизнис центарот Соравија, порача од неговите деловни успеси воопшто не зависеле од чичко му Али Ахмети. Сепак, да учиш 2 факултети и да менеджираш повеќе компании истовремено не било така едноставно. Па дел од неговите фирми биле директно зависни од одлуките на некои државни институции, односно се офајделе со народни пари. Пред околу 1 година, под инструментот за поддршка кофинансирани грантови на Фондот за иновации и технолошки развој, фирмата Thor Industries, која неодамна ја купи Соравија и која е во целосна сопственост на Дрин Ахмети, од фондот добила грант во вредност од 2 милиони денари, односно 32.000 евра. На истиот конкурс, иновативноста на Дрин веројатно била толку добра, што тој не добил 1, туку 2 гранта. За сега за јавноста непознато е дали на конкурсот не се јавиле доволно иноватори, дали идеите на внукот на Ахмети биле без конкуренција, или дали затоа што директор на фондот е кадар на ДУИ, па која и да е причината, компанијата Еверест џд се почастила со народни пари, во износ од над 3 милиони денари, односно 50.000 евра. Истата фирма која успева да копа минерални соровини во зајас и да фаќа дебели државни тендери, а за која беше објавено дека има пријавено само 1 вработен. Информација која Дрин ја демантираше. Инаку, директорот на Фондот за иновации и технолошки развој кој му ги доделил државните пари, Фестим Халили, покрај тоа што е кадар на владеачката ДУИ, односно избран од чичко му на Дрин, Али Ахмети, на социјалните мрежи може лесно да се увидат и личните конекции на Халили со семејството Ахмети. Тој досега извршуваше разни јавни функции, а за јавноста стана познат со тендер за набавка на новогодишни пакетчиња, тежок 1,3 милиони евра.